Професор Јован Донев, во Пресинг ТВ разговараме за извештајот за напредокот на за прв пат стои Република Северна Македонија, изготвен од Европската комисија, извештај кој секако треба да се прочита од А до Ш, односно сите негови 99 страници, за да ги дознаеме и тајните пораки, и четките кои ги има во секој извештај, но и домашната задача која оваа влада не ја завршила. Сепак мислам дека се крена една еуфорија, дека ова е еден од најпозитивните извештаи, но очигледно е дека се соочивме со проблемот, нема датум за отворање на преговори, што значи влегуваме и во геополитика, но и во реален свет дека некои работи не се исполнило. Јован, што е твоето мислење по... Добро, прво, извештајот не е најпозитивен кој што се обидува да каже владата. Значи, во делот на поглавијата, од првото поглавие до последното поглавие, ние имаме, ако јас добро се сеќам кога го читав, ние имаме од прилика 3 или 4 поглавија во кои што е забележан некаков напредок во однос на претходната година, сето другото е истата оценка од минатата година. И така да очигледно дека нема таков напредок во ова. Оно што е уште поинтересно е што ако го читате политичкиот дел на извештајот, ќе видите дека политичкиот дел е, ако смеам така да кажам, е манипулативен. Значи во него не се зборува за проблемите со референдумот. Едноставно се констатира само дека имало референдум. Непочитувањето на војата на граѓаните не е наведена во самиот извештај. А не е наведена проблемите со 8 амнестирани пратеници, кај што драстично се знае дека се работи за висок степен на корупција, највисоко ниво. Не се зборува за се констатира дека имаме специјално јавно обвинителство дека поранешен премиер на Република Македонија добил политички азил, што не е воопшто мала работа. Ние можеме овде во Македонија тоа да го игнорираме. Меѓутоа е фактот што не може собранието да му одземе мандатот, доста доволно зборува како статус тоа има во меѓународното право, политички азилант. И цел тоа го нема во извештајот. Извештајот е така направен за да се покаже успех на Европската комисија, односно на комесарот Хан и на високата представничка Могерини, да се покаже успех во водењето на надворешна политика на Европската унија. И за тоа ги имаме овие проблеми што ги имаме сега, дека едноставно ние многу тешко, лично не ни верувам дека ќе добиеме датум за почнување на преговори, зашто прво не ги исполнуваме условите. А тоа што го сменивме името, тоа е прашање кој што и ако се сеќавате за време на кампањата за референдумот, председател Макрон јасно кажа, тоа не е услов. И дури и премиерката и канцеларката Меркел го рече тоа истото. Тоа е еден од условите, меѓутоа вие мора да ги исполните и другите услови. Така да ние тоа не го слушаме или одбиваме да го слушаме и сега е оваа ситуација која што сега имаме. И сега гледаме дека тимот на Заев, особено самиот премиер Заев, па министерот Димитров, па вице-премиерот Бујар Османи се обидуваат нешто да направат, одат во Берлин, одат во Париз, лобираат. Што може да се излобира во овој момент кога Европа сега е после европските избори, имаат проблеми со избор на нов шеф на Европската комисија и на клучните институции во Европската унија, во услови кога Европскиот парламент е прилично фрагментиран? Прво е касно за лобирање, секојаш е касно, пред датум не се води кампања. Кампањата треба да е постојана и таа треба да е подкрепена со резултати. Да, они се обидуваат, кога што ги гледам и јас, меѓутоа не верувам, затоа што одлуките тие држави не ги носат преку ноќ. Не зависат од импресиите на министри за надворешни работи или за Европа или од председателите и премиерите на државите. Тоа се национални стратегии утврдени во документи кои што секој од нив мора да ги применува. Така да не очекувам дека нешто подрастично ќе се смени во тој правец. Не можеме ние да излобираме на таков начин. Не се лобира така преку ноќ. Мислам дека е едно од клучните прашања кое еве сега излегува вака очигледно е дека Македонија е на некој начин поприлично врзана со случувањата во Албанија. Зошто направија вака еден би рекол една политика на две
соседни држави да се оценуваат во исто време? Па не, добро, оценувани се и други држави, не се само Албанија и Македонија, нели? Препораките се За целиот регион. за целиот регион плюс Турција тука. Но викаат, ако и дадеме на Македонија, Значи проблемот е во тоа, проблем ќе биде Албанија. пазете, тоа се двојни стандарди. Значи Албанија исто како и Македонија нема капацитети да ги отпочне преговорите. Ние бараме и некои наши пријатели, нели, кои што директно беа замешани во целата процедура на промена на уставното име и се сака да се оправдаат, навиваат да ме говорат Албанија не ги исполнува условите, ама дај да ја дадеме на Македонија датум за преговори зашто си го смени името. Тоа не проаѓа кај одреден дел на членки на Европската унија. Значи ниту Албанија, ниту Македонија во овој момент немаат капацитет да отпочнат преговори и не ги исполнуваат, немаат такви можности. И они едноставно тоа членките на Европската унија го знаат. Германија, зашто беше најдиректно мешана заедно со уште неколку други држави во промена на името, за да ја зачува, нели, имиџот на држава што се стои до зборот, иако тоа се знае дека во меѓународните односи тоа никош не функционирало. Сега вика, па добре, можеби можеме да ја дадеме на Македонија датум на преговори. Макрон уште на почеток беше јасен дека името нема врска со промената, името нема врска никаква со започнување на преговори со Европска унија, он сака тоа помине. И они излегува со нова стратегија за Западен Балкан, француска стратегија за Европа, во која се вели дека ние ќе им помагаме на земјите од Западен Балкан да се приближат кон Европската унија. Сега да кажам, значи, за тоа не држат сега со Албанија. Ниту Македонија, ниту Албанија не ги отпочнува, не може да отпочнат преговори. Може да заклучиме дека практично смената на уставното име беше само наменски за НАТО, бидејќи горе-доле би се знаеше какви ни се европските перспективи. Не. Тоа е, знаете што, промената на уставното име на Република Македонија беше проект на група држави од Европската унија, подпомогнати од Соединените американски држави, и треба да се гледа во пакет, не треба да се гледа изолирано. Таму беа Бугарија, Грција, од една страна инволвирани, Албанија инволвирана, плюс нели Германија, Британија, Франција, Италија, Холандија, Шведска, кои што работат на тој проект за да покажат од една страна дека Европската унија има капацитет да реши еден билатерален спор. Втора работа, тоа беше предуслов, нели, дека ако некој ги подржат, дека тие ќе подржат таа кандидатура, и тоа не се случи на нас. И СДС начело со господин Заев, за да не зборуваме, они го прифатија тој проект. Тој не е наш проект, тоа да не се лажеме воопшто. Го прифатија тој проект, ја презедува власта на начин на кој што ја презедува, и резултатот е тоа. Ниту членството на НАТО, Македонија ги исполнувала секојаш условите. Македонија има добиено пресуда на Меѓународниот суд на правдата. Така да, ако сакаат тие членки Македонија да биде примена во НАТО, тие имаа начин тоа да го постигнат. И може да го направат со привремената референца и така натаму. Они влегува во една друга варијанта, а тоа е создавање на нова балканска нација, создавање на некаква северно-македонска нација, и тоа е тоа што сега ние го имаме во овој момент во Република Македонија. Така да немаше тоа никаква врска ни со НАТО, ниту ако безбедноста на НАТО или на јужното крило НАТО зависеше од Македонија, бидете сигурни дека Македонија и порано ќе беше членка на НАТО. Ова е само морков кој ни се дава за да се реши македонското прашање. За да се затвори македонското прашање, ништо друго. Затоа што морам да дополнам, значи наивно е кога се зборува за ова Македонија, Република Македонија и македонската нација, ваква како што е, како што постоеше и така натака, беше закана за националната безбедност на Грција и на Бугарија во најширока смисла на зборот. Исто кој што нивните историографии, нивниот национализам беше закана за националната безбедност на Македонија во најширока смисла на зборот. И тоа сега не се случи. Ние, место да ја сочуваме својата национална безбедност и да обстоиме на името Република Македонија, ние прифативме промена за да ги обезбедиме нивните национална безбедност. Тоа беше што Европска унија сакаше. Историјата, македонската нација самата по себе, преку историографијата највеќе, беше закана за стабилноста
на Грција и стабилноста од национален аспект зборам, од аспект на националните митови, националните приказни, не од безбедносен тврд, не од политички, за бугарската и грчката нација, кои што се формирани етноцентристички со логиката на 19 век. Ето тоа, Европска унија биќе го процени тоа, Бугарија и Грција заеднички има сериозни аргументи за ова, големите европски држави помогнати од САД го прифатија и тоа ни се случи. Нема никаква едино за да проđеше на референдумот, они мора нешто да ни ветат. Референдумот не успеа, они мора на некој начин изради Украина, изради некои други држави, делумно да обстојат на зборот, односно да го сочуваат образот. Еве едно вакво прашање, Јован, кога некој би ве прашал што би стигнало побрзо, предвремени избори во Македонија или датум за отпочнување преговори? Па ја мислам дека се најбрзо ќе стигнат редовни избори. Редовни избори. Не очекувам дека... Ја не очекувам ништо од господинот Заев. Тоа што он зборува не треба ни да се слуша воопшто, зашто не се знае кога зборува вистината, кога лаже. Не очекувам дека тие така лесно ќе заминат од власт. Прво е многу едноставно, они мора прво да размислуваат како да се... Они ќе изгубат ако се појават на воредни избори. И на редовни ќе изгубат. Мора да се спасат кожата. Затоа што и гарнитурата што е во овој момент на власт на позиција, нели, целата гарнитура што е во овој момент во владата и во парламентот, што го сочинуваат мнозинството, ќе одговараат за национално предавство, за велеиздаја. Истото се однесува и на 8 пратеника на ВМРО, кои што исто така знаат дека за тоа ќе се одговара, не може да избегаат од тоа, затоа што не се работи овде само за тоа што они прекршиле процедури или така натака. Они прекршиле војата на граѓаните на Република Македонија. Ја прекршиле. Па вие видите го во Британија, еден Борис Џонсон е даден на суд затоа што ги лажал гласачите. Токму за референдум. Токму за референдумот. Значи вие имате ситуација каде што имаме сериозни кривични дела сторени, најтешки сериозни кривични дела поврзани со безбедноста на Република Македонија и стабилноста на нејзиниот суверенитет, и за тоа ни мора да одговарат, и они тоа го знаат. Значи, ако се отвори зеленото светло, од кое најголема корист ќе има само владата, затоа што реално отварање преговори не значи ништо за една нација, дали во она како што сме опишани во извештајот на Европската комисија, ние и можеме да отвориме поглавје за судството или за владење на правото, од и таму има доста негативни оценки. Па добро. Или ќе го отвориме и веднаш ќе го затвориме? Не. Знаете што, прво, ние додека не до редовните избори, ние ќе немаме ниту извештај од Европската комисија, немаме да имаме ни почеток на преговорите. И да добиеме сега датум за отпочнување на преговорите. Затоа што првата година е тој додека не го завршиме скрининг процесот, кој што трае година дена отприлика. Значи, кога ќе го завршиме скрининг процесот со Европска унија, од тој момент почињаме ќе го отвориме 23 и 24 поглавје, кои што нема да се затворат до крајот на сите преговори. Тие ќе останат отворени. Така да, без оглед на све, значи, што и да се случи, и да се случи чудо и да добиеме датум за почнување на преговори, ние ќе се сочиме со редовни избори. И не очекувам нешто драматично. Велам, прашањето е само на време. Ова сето што се случува, и идејата за метлата, и безвезната, дури глупав политички потек да се смени целиот врв на Социјалдемократскиот сојуз, да се сменат сите шефови на општински комитети и така натака, тоа само покажува еден хаос. Еден хаос кој што владее во врвот на власта, не знаат на кој начин да се излечат од целата ситуација, знаат дека веќе аргументите на пиар на тој Гебелсов пиар што го има владата на Заев не проаѓаат кај народ. Имаме два света. Еден е светот на владата и на окружувањето, нивната виртуелна реалност и реалноста во која што живеат граѓаните на Република Македонија. Така да велам, ништо од ова ја не очекувам. Едино очекувам само понатамошно понижување, зашто во крајна линија тој човек за жал е премиер на Република Македонија и секој ден е понижува како граѓани на оваа држава. Ајде да завршиме со ова прашање, професоре Донев. Неодамна беше и премиерот Заев, односно лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски со еден помал тим во Берлин на средба со еден од советниците за надворешна политика на Ангела Меркел. Зошто они би разговарале сега? Што е главното прашање? Па добро,
тука имаме, знаете што, во Македонија е создадена една чудна ситуација, развиен еден чуден менталитет. И нашиве политичари обожаваат да трчат низ странство, да се движат и така натаму. Една се редовни комуникации помеѓу сестрински партии, кој зборам која е за опозиција, а други се разговори со званични представници на власт. И тоа е можно, и тоа не е ништо чудно. Може да разговарате за да ги објасните идеите, зашто сепак тие држави прават анализа, подготвуваат материјали, нив ги интересира и мислењето на опозицијата. Вие гледате дека, иако со 2 дена задоснување, некако страмежливо излезе соопштение дека врвот на ВМРО се сретнали со сите амбасадори на Северноатлантскиот сојуз. Тие средби се најчесто во функција на взаемно брифирање, меѓутоа многу повеќе имаат полза, имаат домаќинот од што има гостинот. Тоа е едната работа и тука не е нешто воопит чудно. Меѓутоа она што мене ме и мислам дека ме изненадува и иако се покажува дека е спротивно, меѓутоа тоа е тоа дека македонските граѓани се тие што суверено бираат влади и парламенти. Парламент и мнозинство и влада и така натака и така натака. Не странците, и мораме да престанеме со тоа однесување. Затоа што прво ние немаме механизам на координиран настап во надворешната политика. Нациите зборуваат во еден глас. Меѓу партиските расправи завршуваат кај што завршуваат границите на државите. Нациите секогаш зборуваат во еден глас во надворешна политика. Не можете вие да имате, кај нас прво не постои механизам каде што шефот на опозицијата е информиран, брифиран за состојбите во надворешна политика, за актуелните прашања и така натака и така натака. Значи, кога тој оди да разговара, тој разговара врз основа на своји импресии и своји заклучоци. Тој нема достап до правите информации во крајна линија. Едино ако некој му ги каже, тоа е приватни разговори. Сега да кажам, тоа е многу опасна игра. Знаете, вие кога ќе видите дека лидер на некоја опозициона партија од сериозна држава доаѓа, тој е брифиран претходно. Зашто тие прашањата на надворешна политика се прашања кои што се утврдуваат, приоритетите на македонската надворешна политика се прашања што се утврдуваат врз основа на реални проценки, не врз основа на импресии на министрот за надворешни работи или на премиерот или на председателот на државата. Ние, ако ја гледате структурата на на државните органи, ќе видите дека не постои тело, не постои механизам на кој што ние реално ги проценуваме потезите или ги осмислуваме протезите што да ги повлечеме во надворешна политика. Па тоа не се случи сега со името. Тоа не се случи и претходно. Тоа се све наши импресии и тоа е забележено и во извештајот на Европската унија. Во Република Македонија политиките, сите политики, вклучувајќи и надворешна политика, не се водат врз основа на сериозни научни анализи и проценки. Се водат врз основа на импресии на политичарите. Тоа е резултат на ова што сега го имаме и што го имаме и претходно. Не е ова нешто ново. Тоа е сериозен проблем, меѓутоа за жал никој не сака да седне и да разговара и да најде начин како да го реши тоа. Благодарам. Благодарам на вас.